На само 3 месеци до локалните избори, опозицијската СДСМ не само што не соопштува, туку дури има мака да избере личност која би требала да се соочи со популарниот кандидат на ВМРО ДПМН, Орце Ѓоргиевски, за престижната и моќна функција градоначалник на Скопје. Неофицијално во моментов имаат проблем да убедат било кого да се нафати да трча во нивно име, имајќи го во предвид нискиот рейтинг на СДСМ. Досега во јавноста само неофицијално се свртаа 2 имиња како можни кандидати. Станува збор за архитектот Мишко Ралев и поранешната министерка за животна средина Каја Шукова. Од СДСМ вела дека се уште им траат анализите и дека до крајот на месецот ќе го соопштат кандидатот. До крајот на месецот ќе го соопштиме кандидатот за градоначалник на град Скопје. Во тек е постапката за избор на кандидат. Додека СДСМ се двоуми, Орце Ѓоргиевски, кој најави дека ќе го спасува градот од пропаста на актуелната градоначалничка Данила Арсовска, веќе излезе со план за градскиот превоз, депонијата Вардариште ќе од на Вардар и булеварите. За него Скопје е град кој што има потенцијал и мора самиот да се одржува, почнувајќи од редовно сервисирање на старите автобуси и сите возила и капацитети во јавните предпријатија, одржување на булеварите и улиците, изградба на велосипедски патеки и продолжување на киот, преку кој што може со велосипед да се стигне од едниот крај на градот до другиот. Прво нешто за кое Ѓоргиевски ќе се фати за работа, ако стане татко на градот, е деценискиот проблем со депонијата Вардариште. Од првиот ден кога ќе влезам како градоначалник во градот Скопје, една од првите работи со кои што ќе се зафатам ќе биде создавање на нови бели дробови на главниот град, а тоа е токму тоа место, 300.000 квадрати таму имате површина, која што ќе биде парковски уредена, соодветно да може граѓаните и од Газибаба и од аеродром, затоа што за таму има и проект за поврзување со мост. Со мост, да. Да може да го користат истиот ново позитива и да видат бенефитот се до тоа. Последниве 4 години Скопје е целосно уништена под диригентската Палка Нарсовска. Скопјани со нетрпение ги чекаат изборите за конечно да изберат нов градоначалник кој би ја подобрил состојбата во градот. На последните избори актуелната градоначалничка ветуваше многу, но ништо не направи. И по 4 години Скопје не доби нови општински паркови, нема бесплатен градски превоз, а ниту луна парк. Напротив, последниве денови елитната населба водно е со привремен доток на вода.